Колега Фадил, апсолутно се согласувам со вас околу фактот дека не е време ниту за разрешување, ниту за именување на нови министри и заменици министри, туку е време за избори. Наведовте многу проблеми кои ги создаде оваа власт и јас ќе ве надополнам. Имаме власт со која единствен раст е растот на бројот на социјални случаи кој е зголемен на над 50%. И наместо да се срами, имаме министерка која се фали дека 35.000 домакинства користеле парична помош. Истата Тренчевска се пофали со лична асистенција, а не кажа дека за тие лица кои влегуваат во опфат на законот и за нив нема асистенти, а камоли за други лица. Наводно го прошириле опфатот на корисници, а асистенти нема ни за досегашните. Се им е празно слово. Фалени јагоди, празни кошници. Многу министри од оваа власт се рашетаа низ владините ходници, дојдоа, заминаа и пустош оставија. Да ве подсетам на една Мила која ќе правеше реформи на социјалната заштита. Потоа го пепло со образованието, пак сега независен експерт за животна средина ќе станела. До толку се бескадарни. Такви министри предлагаат, па ги разрешуваат откако ќе уништат едно министерство да доукрадат што останало во другото. Да ги прашаме некогашната Мила и сегашната Тренчевска колку корисници на гарантирана минимална помош се активираа на пазарот на труд. Јас ќе ви кажам, николку. Ама затоа пак нека кажат со колку нови вработувања и унапредувања ги преполнија центрите за социјални работи низ државава. Нивните ги вработуваат, само нивните ги унапредуваат. Како го прават тоа? Тоа е веќе предмет за од неколку тома за истражување за антикорупцијска. Си поиграа и со болните. Пари за боледувања нема, а и лекарите чекаат плата. Наместо проекти и инвестиции донесоа криминал и корупција. Судството ќе го отвараа како пупка, ама наместо тоа им доделија пасоши на наркобосовите и ги отворија портите од затворите од каде што секој ден бега по некој криминалец, додека невините луѓе кои ја сакаат оваа наша Македонија се внатре. Од туристички развој знаеме само за вилите со базени на Славјанка и викендицата на Маврово на Зајкова. И граничните премини станаа познати по рекетирање на сите што влегуваат и излегуваат од Македонија. Да не го споменувам автопатот Кичево-Охрид, по кого повеќе луѓе изгинаа отколку туристи што се повозаа. Застанете, колега Фадил, ради овие причини до нас, да си подадеме рака и конечно да ги сопреме овие кои не знаат за било што друго, освен за провизии. Ви благодарам. Реплика.